Добар ден на сите дечки, добре дојдовте у 42 епизода. Многу сме близко до 50-та. Ви посакувам убава работна недела на сите. Ова е The Better Nutrition Show, јас сум Јосиф Дамјанов и денеска зашто сум мотивиран да зборувам е една тема, односно еден изговор кој што мислам дека луѓето најчесто практично не сум сигурен дали повеќе се работи за немање време или мислење дека се нема пари и дека е многу скапо, али у секој случај решив да зборувам за изговорот кој што многу од луѓето го имаат, а тоа е дека сметаат дека здравата исхрана и правилен начин на исхрана и здравиот живот се скапи. Тоа е еден голем мит и изговор кој што многу од нас го користиме, па и јас сум го имал, да не се лажеме, али одма сакам тука да ви расчистам дека хранењето здраво не значи дека јас треба, не знам, да направам некоја магија и да почнам да купувам работи и да конзумирам работи кои што треба, не знам, да се набавуваат исклучиво од посебни маркети за здрава храна и продавници и така натаму. По принцип нашите баби и дедовци се хранеле здраво и правилно без при тоа да купуваат нешто, се што правеле го правеле дома и она што сакаме и во континуитет го наметнуваме е да се вратиме можеби на некои извори на храна кои што многу од нас ги имаат и се уште ги имаат дома, односно во дворовите на нашите баби, дедовци и така натаму, кои што можеби се уште живеат во село или па им живеат во куќа, имаат можеби некаков овоштарник, зеленчуци и така натаму. У секој случај, првото прашање кое што треба да се го поставите кога кажувате дека ова е скапо, тоа е ефтино и така натаму, конкретно кога се работи за храна, ако нешто ви е скапо, кажете ми во споредба со што е скапо. Во споредба со кој производ е поскапо и така натаму. Значи, многу често донесуваме и етикетираме можеби некакви производи и етикетираме одреден начин на живење со скапо без при тоа да направиме споредба и да можеби ги погледнеме работите малку по-рационално. Не знам колку сте свесни статистички, ова се податоци кои што не ги измислувам јас, 60 до 70% од буџетите на луѓето, сакате семејства, сакате индивидуалци, кои што се уште немаат формирано семејства, одат во храна. И прашањето е во која храна одат. Тука ги ставаме и пива, и сокови, ставаме и кафиња, кои што често ги практикуваме надвор, вклучително се, што подразбира храна и пијало. Прашајте се вашиот буџет кон каков тип на храна и производи најчесто се насочува. И она што е наш совет е тука да направите некаква разлика и тука да ги пренасочите можеби средствата. Од друга страна, кога зборуваме за квалитетна наспроти неквалитетна исхрана, она што со сигурност јас ви го тврдам е дека високо квалитетната храна не само што ќе ви заштеди пари, туку ќе ви донесе и многу од тргнување и одсекување на трошоци кои што значат лечење на последици од неправилниот начин на исхрана и нездравите продукти. Во кој смисол? Многу често луѓе од прејадување, од неквалитетен начин на исхрана, многу често земаат додатоци во исхрана кои што треба да им решаваат подуеност, кои што треба да им решаваат киселини, кои што треба да им решаваат столица и бла и така натаму, регулација на шеќер. Тоа се работи кои што се поттикнати од лошиот начин на исхрана. Така да, ако земам некаков нездрав продукт и со него можеби потрошам плюс 10 денари за после продуктот затоа што ќе ми се јави одредена киселина или подуеност, практично јас многу на дневно ниво имам трошоци кои што можеби се незначителни, 20, 30, 50 денари, 70, 10 и така натаму, но ставете и направете си еден месец дневник на трошоци и ќе видите практично колку од трошоците ви одат за непродуктивни, не потребни работи, колку многу од нас и практично и фрламе можеби продукти од фрижидерот кои што едноставно веќе не се зајадени, а се залудно купени калории кои што стојат некаде во висеки или во фрижидер. И на крај крајва најголемата цена која што ја плаќаме е здравието. И ако не знаете што е здравие, погледнете ја 41 епизода и помогнете си малку да ја промените свеста и да го промените начинот на размислување кога зборуваме за здравје. Нема цена здравието, тоа сте го слушнале, клише изговор,
и тоа е реченица и она што секој од нас знам дека ќе го направи доколку дојде до здравствен проблем, нема воопшто да погледне на тоа која е цената и колку пари треба да даде можеби за да го реши тој проблем. Ќе ги најдете сите пари на светот и воопшто нема да ви биде скапо само за да си го вратите здравието. Така да отфрлете си го тој изговор и не ги гледајте така работите. Хранењето здраво, ама воопшто не е скапо, ја ви гарантирам дека е многу поевтино и е многу по исплатливо на долг рок. Тука завршуваме со денешнава епизода и тема. Мислам дека малку ви давам некои насоки кои што можеби ќе ве поведат да размислувате на некој поинаков начин. Се гледаме во 43-та, имајте си повторно убава работна недела и останете во контакт со нас и интеракција. Чао!